civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Би сакале вашата оценка, да ни ја кажете вашата оценка за целокупниот изборен процес на локалните избори што се одржа сега на 17 октомври 2021 година. Така, значи, целокупниот изборен процес би го започнала со видувањата од работната група за измени на изборниот законник и дополнувања. Ние бевме учесници во самата работна група, каде што работевме на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, но работевме и на нашите препораки, односно сите ние друженија и организации кои го наблюдуваме изборниот процес, имаме препораки што треба да се смени за да бидат изборите наменети токму за граѓаните. Ние работевме до месец март, каде што заедно со институциите ги подготвиме сите измени во изборниот законник, каде што понатаму беа дадени на политичките партии и од нивните политички интереси, овие измени не се направија многу долг период, туку изборниот законник се донесе со измените 12 дена пред започнување на кампањата, што беше многу краток период и за институцијата која ги организира и спроведува изборите, да постапи според препораките и донесените измени во изборниот законник, но и за нас кои го мониторираме изборниот процес, да делуваме повеќе се она што е донесено да биде спроведено. Јас конкретно ќе се задржам во однос на препораките кои беа земени во предвид за лицата со попреченост. За прв пат кај нас се донесе измена со која се даде право на лицата со одземена деловна способност да гласаат. Значи, оваа права не можеме да го мониторираме од причини што понатаму требаше да се донесе упатство на кој начин тие луѓе ќе го остварат своето право и многу краток рок беше за известување, односно информирање на овие граѓани дека можат да гласаат. Тоа е клучното прашање, но сепак бевме израдувани. Тоа се прави прв пат кај нас и ќе предизвика понатаму активности со кои ќе застапуваме за менување во уставот и сите закони каде што нивните права беа одземени, одлучуваше некој друг за нив. После тоа, во текот на кампањите, она што беше иритирачко, најмалку слушавме за програмите на кандидатите за градоначалниците и советниците што ќе ја делуваат понатаму, туку обвинување едни со други. Сепак треба да има една кампања што ќе се вети на граѓаните она што треба да се исполни. Друго што забележавме во програмите на политичките партии во однос на лицата со попреченост, овој пат имаше нереални ветувања, што не може да се оствара дури за 5-6 мандати, а не во еден мандат. Убаво е да видиме дека има ставено во програмите. И второто нешто што за нас беше неубава слика, се што беше ветено да се прави во општините, без оглед по која општина, беше во посебен дел за лица со попреченост, што не треба така. Се што се гради инфраструктурно, бидејќи најголемиот дел ветува инфраструктурни проекти, треба да биде направено да е пристапно и достапно за сите граѓани. Граѓаните со попреченост имаат исти права како сите останати, а не посебни права. Тоа е она што ние го гледаме. Во однос на Државната изборна комисија, сметам дека подготвија се она што требаше да биде подготвено за лицата со попреченост. Ние како инклузива повторно ги подготвувавме сликовитите прикази за процесот на гласање и беа доставени до магазините на Државна изборна комисија. Тоа е во дел во предизборниот период, што имаме забележано. Секако направиме 2 фокус групи со гласачи, со
попреченост, различен вид на попреченост, каде утврдиме што недостига за материјалите, кои ги подготвуваме и ги направиме според нивните препораки. Тоа ние го работиме, но и наблюдуваме што работат институциите и какви се кампањите. Оно што го забележавме е овој пат кампањите на политичките партии беа попристапни од претходните локални избори. Односно, материјалите кои ги објавуваа на социјалните мрежи беа пристапни, изработени според форматот кој може и стандардот за пристапност кој може да го разбере секој граѓанин. И не сите, но голем број на градоначалници на клучните настани имаат толкувач на знаковен јазик. А што ќе кажете за изборниот ден? Како вие како организација го оцените тој изборен ден? Како што испомнате и во предизборието, снимале и препораки се, дали тие се испочитува на изборниот ден и се останато сега? Правата на лицата со попреченост во првиот круг на изборниот ден воопшто не беа испочитувани. Сето она што го подготвивме ние, но и што подготви Државната изборна комисија, не беше идентификувано на гласачките места. Ние се обративме и до општинските изборни комисии да прашаме зошто ги нема материјалите за поддршка на гласачите со попреченост. Не информираа дека не се доставени до нив. Значи, тука од Државна изборна комисија се доставени до магазините, ние ги доставиме, од магазините понатаму не беа дистрибуирани на сите гласачки места. Ние немавме наблюдувачи на овие избори, но ги следиме изборите преку јавувања телефонски од лица со попреченост низ целата држава. На првиот ден од изборите имаме 68 јавувања, каде што најголемите недостатоци се повторно непристапни гласачки места, недостаток на материјалите за поддршка на лицата со попреченост, така да сметаме дека не е успешно. Во вториот изборен круг имаше разлика, материјалите беа доставени, но некои не беа воопшто поставени како што треба, особено параваните за гласање. Ние забележавме во Куманово, фрлени во ходник, воопшто не несени во просторијата за гласање, ги сликавме и објавивме на социјални мрежи и го објавивме и гласачкото место. Секако и Цивил имаше објави дека се поставени на прозорците во просторијата да ги заштитат од сонце, а не каде што треба да се поставени. Затоа ние постојано апелираме тие паравани да се исти за сите гласачи, да се стабилни поставени на маси, да не се разликуваат, да не се означени. Граѓаните со попреченост се исто така гласачи како останатите и се што се прави за другите треба да според универзалниот дизајн направено да го користат сите гласачи. Овие другите материјали беа поставени, имавме дојава од гласач кој е слеп, не му е даден шаблонот за гласање, иако е доставен до гласачкото место, и повторно требаше да гласа со придружник, што е нарушено неговата право на глас, односно тајноста на гласот. И покрај сите апели и покрај сите напори кои ги правиме за почитување на правата на гласачите со попреченост, овој пат не беа испочитувани како што треба. Што се однесува до постизборниот период сега веќе, како ќе го оцените тој период, бидејќи се чини како некако се уште не се завршени изборите, иако се завршени веќе трета недела веќе така. Така, сега за сега, например, гледаме се уште се верификуваат мандатите на советниците, градоначалниците веќе се изберени, но градоначалниците не носат одлуки, тие ги извршуваат одлуките на советите, сепак клучен орган е советот на општината. Помина периодот кога веќе требаше да се верификуваат, од сега натаму ќе ги следиме.
како понатаму ќе ги извршуваат сите работи во интерес на граѓаните на општините. А јас можам да кажам и за општина Куманово, ние пред изборите подготвиме декларација за инклузија на лицата со попреченост и ги повикаме сите кандидати за градоначалници и носители на листи за советници да ја потпишат декларацијата за инклузија на лицата со попреченост и има обврски кои понатаму од самото стапување на функцијата кои треба да ги извршуваат во својот мандат. Кои се обврските? Обврските се за да се направи инклузија, најпрвен треба да се донесе резолуција на Советот за усвојување на оваа декларација. Понатаму, заеднички, се што се прави, да се прави со здруженијата на граѓани, самите лица со попреченост, тоа се однесува на стратегиите, акцијските планови, но секако да се учествува и во креирањето на буџетот, каде спрема активностите ќе постои буџет за имплементација. Може да се направи и стратегија и програма и да остане на хартија ако не се предвиди буџет. Во општина Куманово не се знае бројката на граѓаните со попреченост. Прво нешто што треба да се направи е да се направи истражување, да се зголеми соработката со институциите и невладините организации, бидејќи сите ние имаме некои регистри, каде дали се тоа центрите за социјална работа, агенции за вработувања, каде што постои некоја бројка, но и да се направи повика да ќе се пријават самите граѓани со попреченост и нивните семејства, кога ќе му кажеш на човек да се прави нешто во интерес за да му се подобри квалитетот на животот, секако дека ќе се пријави и според тоа да се направат програми во кои ќе се развиваат и социјални услуги, и здравствени, и културни, и сите други општествени и локални потреби на граѓаните што ќе се задоволат, да ги предвидат во програмата. Инфраструктурата во Куманово е хаотична за овие граѓани. Ништо не е пристапно. Се што ќе се прави понатаму, но и старите објекти да се изнајде начин да се адаптираат или кога веќе се градат да бидат пристапни. Тоа е еден дел од декларацијата. Ние подпишаа сите декларацијата? Па има исклучоци што не подпишаа, но најголемиот дел беа подпишани. Така да очекуваме и од оние што не се подпишаа да застанат на страната каде што треба да се работи во интерес на граѓаните, затоа што тие се изберени да му служат на народот и да носат одлуки во интерес на народот, а не постои народот за нивен интерес. Тоа на сите треба да им е јасно, без оглед на која политичка партија се, а политиките да ги заборават политичките интереси, туку интересот на граѓаните да го почитуваат. Тогаш ќе можеме да кажеме дека имаме избирана локална власт која ќе работи во интерес на граѓаните, кои ги избрала. Еден од главните услови во оваа декларација, секој советник и председателот на совет и градоначалникот во својот мандат 8 часовно да бидат домаќини на едно дете или лице со попреченост. Овој услов не е услов за некој популистички активности, туку заеднички да ја подигнеме јавната свест дека ова се деца или лица исти како останати, дека се граѓани на нашиот град, дека не се ништо различни во однос на другите, дека не се луѓе со посебни потреби, туку со исти потреби како сите останати, само треба локалната власт да размислува поинаку. Така ќе направиме и јавната свест на населението да се подигне на повисоко ниво, така и во образовниот
систем ќе се подигне јавната свест, кога носителите на одлуки ќе промовираат еднакви права. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.